Дано здраво, најпрво да ти честитам за концертот кој што можам да кажам сите го чекавме многу време. Концертот е под мотото Километри љубов. Дали инспирирано од твојата песна Километри, зошто го одбра тој наслов? Дали сметаш дека е можеби една од твоите најуспешни песни? Да, мотото на проектот е Километри љубов. Се посоветувавме со една од моите песни поголеми кои што е знат јавноста, тоа е Километри, најмногу така лепеше таа да бидете по тоа мото и нормално на концертот ќе се шири многу љубов, нормално взаимна љубов, взаимна позитивна енергија, едноставно се споја коцките да мотото да биде именувано Километри љубов. Така, колку километри помина ти за да стигнеш до сега каде што си денес? Многу и километри и мили. Во принцип, уште од почетокот на мојата кариера, официјално промовирањето на мојата прва песна "Врати ме", тоа беше некаде пред 80-ти на години, но јас го сметам и делот и претходно каде што функционирав со музиката и се дружев. Генерално целиот мој живот е едно големо искуство, една голема километража кој што имам поминато. Нормално тука се и моите пријатели, моите соработници, вие медиумите, новинарите, публиката, да не заборавам фановите кои што ме поддржуваат буквално во се и ми даваат сила, елан, енергија за да бидам јас до ова нова позиција и баш ми е мило што повторно ќе ја наполниме арената Борис Трајковски, иако после подолг период 7 години, се надам дека можеби следна прилика ќе биде за многу побрзо. Ева, јас би рекла дека Владко после 7 години мислам дека редно беше. Да, мислам дека редно време беше, поминаа баѓи време. Мислам дека нема потреба толку да се чека 7 години, помалку да биде. Добро, ќе ги препишаме малку на пандемијата дека ни одзема време. Да, ми направи малку сопка, малку проблем, но ете, тука сме сега. Концертот е на 7 март, дали со тоа можеби сакаше да ни подариш на нас жените еден подарок за денот на жената? Па да, дефинитивно, да. Дефинитивно, тоа е еден ден пред 8 март. Јас многу ги почитувам жените, мајките, сите по нежниот пол. Нормално ми се слаба страна, како и на сите машки. Така да тоа ќе биде поклон мој кон сите, но не само нив, нормално и на сите оние кои што сакаат да бидат дел на присутни на трибините во арената Борис Трајковски. Така да тоа нека биде поклон од мене кон сите, но и поклон и кон мене кон мојата публика, кон мојот бенд и сите оние кои ќе продефилираат на бината, кои што ќе ни дадат една голема енергија, заеднички да имаме една, како да кажам, катарза на тој ден. Во твоето најавно видео првата реченица е "ме фаќа трема", па дали те фаќа повеќе трема како што се доближува концертот или малку си поопуштен сега? Па комбинирано можам да кажам, но мислам дека таа трема од почетокот која што беше полека спласнува на некој начин, но не сакам да се опуштам искрено. Поради тоа што пак е еден голем проект, голема одговорност, притисок, стрес, кој што се до првиот момент, додека не стапниме сите на бината, мора да скршиме мразот на некој начин, заеднички, и да си помогнеме заеднички и публиката и сите ние актерите кои што ќе бидеме на бината, но како и да е, таа позитивна една трема, ќе си биде се супер во најдобро, се во најдобар ред и ќе биде, како што кажав и претходно, спектакл на 7 март. Многу ретко те гледаме по медиумите, па имам чувство дека избегнуваш скандали, да кажам, или е тоа само затоа што ти е доволна твојата верна публика која што си ја имаш? Па во принцип, јас сум секојаш човек кој што на прво место во кариерата става музиката. Барем така јас функционирам, да ме знаат преку песната, преку музиката, интерпретацијата. Ја во приватниот живот не сум некој човек кој што сака да сум дел во некои скандали. Така да тоа е најверојатно карактер кој што
така и функционирам пред се, не сум некој што тоа го како да кажам, сакам да го правам како момент. Дали скромноста е твоја најголема доблест? Не би знаел, како што сум кажал и во други некои интервјуа, треба другите да кажат за тоа што е тоа, но нормално скромност е една голема врлина кај сите луѓе. Пред се и емпатијата према луѓето мора да има, не само пред луѓето, и према секое битие кое што функционира на овој свет, треба да се има емпатија. Ете, откако пред неколку години кога и го вдомивме нашето куќе, едноставно и према суштествата, не само животните, едноставно имаме поинакво гледање на работите и нормално и кучињата ми се една слаба страна кога ги гледам, така да мора да постои една емпатија према секого. Од Кичево? Има ли гости од Кичево? Па, од Кичево ми е, да, бубњарот ми е исто така од Кичево. Мислам дека може претпоставувате веќе дека една од гостинките е Александра Јанева, ќе ви откриам само таа, ќе има уште гости. Ајде, ќе почекаме до понеделник за да објавиме официјално. Да се пофалиме дека Владко ќе пее пред полна сала. Значи, Борис Раковски ќе биде полн. Се разбира дека има влезници уште да се купат и нели до самиот ден на концертот на kupikata.com, така да го очекува поразличен концерт, барем од она од 2019 што го направивме со Владко и екипата. Нели, како што кажа Владко, проширен состав на бенд, гости, поинаков репертоар, ќе испее Владко и нешто, нели, од колеги, повозрастни и помлади, така да ќе биде изненадување за публиката, тоа сум сигурен. Подготвуваш ли нешто ново? Еве на конференцијата спомна дека ќе има и нова песна која што премиерно ќе ја слушнеме на концертот, дали постои уште нешто што ќе изненади публиката? Да, неодамна ја снимивме и таа песна и тоа видео. Во понеделник ќе се емитува таа песна, именувана Среќен крај. Среќен пат, се извинувам, Среќен пат. И после тоа ќе има уште една друга песна која што треба да излезе во јавност, но од том потом да одиме поред. Прво нека се испромовира ова песна, па после ќе разговараме за следното. Така, ти благодарам, Владко, многу. Ти благодарам и на тебе.